Граѓаните, пред се младите, се екипираат за пружање некоја услуга без надоместок и на тој начин стекнуваат волонтерски вештини. Вака може да се опише волонтерството на коему се посветува особено внимание на 5 декември, меѓународниот ден на волонтерите и волонтерската работа. Но колку кај нас има услови и жилба за такво нешто? Драгана Митровиќ од Ресурсниот центар смета дека многу малку се спроведуваат законските уврски и младите колку и да сакаат да волонтираат, нема каде, а сами ретко се организираат. Не можам да забележам некоја значајна промена, односно некој значаен пораст, иако например, младите и граѓаните имаат желба и мотив, можеби да помогнат, да допринесат во некоја акција, во јавна корист, за општествено добро. Сепак ми се чини дека слабо сме организирани, односно од страна на организаторите на волонтерска работа. Имаме многу малку процедури, многу малку спроведување на оние што се законски обврски, не само од граѓанскиот сектор, туку од сите оние кои што може да се јават како организатори на волонтерска работа, односно покрај здруженијата и фондациите, религиозни, верски организации, државните органи, локалните самоуправи. И бизнес секторот малку ги вреднува ваквите волонтерски активности. Митровиќ посочува дека при апликациите за работа тие се речиси неважни за работодавачите. За разлика од кај нас, во странство ситуацијата е многу поинаква. Заклучокот е дека волонтерската работа не се цени премногу кај нас, иако пак за таа сметка, како што рековте, во странство има еден куп млади кои што имаат заменато и имаат забележано дека на вистина таму и на интервјуата особено внимание посветуваат на нивната волонтерска работа и тоа што го имаат во CV-то, ги прашуваат што работеле, како работеле, што научиле, кои се искуствата и така натаму и така натаму. Дефинитивно волонтерството е нешто кое што допринесува за градење на капацитетите на личноста која што волонтира. Волонтирањето нуди пред се придобивка за оние кои се реципиенти или приматели на таа услуга која се нуди. Од друга страна, придонесува и за јакнење на капацитетите на волонтерот, односно придонесува и за развој на личноста. Тоа не треба да биде примарен мотив зошто некој волонтира, вели Митровиќ, но сепак е важно да се напомене. Факт е дека волонтирањето не е без придобивки. Пример, учиме многу, запознаваме многу луѓе, социјализацијата се менува, можностите се отвараат за волонтерите, нели? И сега не знам колку волонтерите се свесни за тоа, заради тоа што на нас ни фалат и кампањи за подигање на свеста во однос на придобивките од волонтирањето, иако самите придобивки не би требало да бидат примарниот мотив зашто некој волонтира. Митровиќ смета дека до зголемување на можностите за волонтирање може да се дојде преку соодветно и долгорочно планирање на волонтерскиот капитал од страна на организациите и институциите. Меѓународниот ден на волонтерите се одбележува во целиот свет и со тоа се оддава признание на солидарноста на волонтерите кои одговараат на повиците во кризни ситуации, секојдневно помагаат во спасување животи и даваат поддршка на ранливите категории.